Она што следува во продолжение е всушност еден убав разговор ви најавувам и ќе најавиме заеднички со мојата денешна соговорничка Ивона Нацевска и на коперска пејачка, уметник генерално. Ќе ви го најавиме незиниот концерт солистички кој што не очекува на 22 ноември на сцената на Националната опера и балет и сето тоа во рамки на актуелните есенски музички свечености. Ивона, добре ни дојде во утринската. Добро утро, много ви благодарам на поканата. Она што пред малку го споделив ја зад камерите, би сакала сега и пред камерите, многумина те опишуваат како најубавото тетовско грло. И драго ни е што еве и ние како утринска и нашата публика, но и она која што ќе дојде во НОП на 22 ќе има можност да те запозна и поблиску да те доживе. Која е всушност Ивона, од кога се занимаваш со уметност, со музика, со оперско пеење? Моите почетоци, поврзани со музиката, почуваат од рана возраст. На 5-годишна возраст станувам член на детскиот хор Лале во Тетово, кој подоцна со самото растење, возраста и така натака, станувам и член на градски женски младенски хор Менада, исто од Тетово. Водена со таа желба и љубов да ја осознавам повеќе музиката и конкретно оперското пеење, запишувам нижо музичко училиште во Тетово, во Тодор Скаловски, Тетоец, Тетово, кој изучувам 2 години пијано, а потоа се усмерувам во браншата на соло пејачи и соло пеење. Подоцна станувам и член на самото средно училиште, почнувам да запишувам и средно училиште, исто така со голема волја и воопшто не се двоумев дали ќе продолжам јас понатаму да го изучувам пеењето. Запишав средно училиште, завршив, запишав исто така и факултет, дипломирав и така почнаа и еве се сега, да. Меѓутоа животот е пред тебе, животните патишта, нели, секогаш се не секојдневни, неочекувани и не знаеме каде нели ќе не однесат. Ајде прво да кажеме што не очекува во вторник на твојот концерт, кој што инаку е насловен рецитал на Ивона Нацевска сопран и Андреј Неунов, уметнички соработник. Каков е планот и програмата што планираш да ја понудиш за оние кои што ќе дојдат во НОП, а потоа ќе позборуваме малку и за тоа каде се гледаш во иднина? Концертот ќе биде на 22.11 во 20 часот во фоајето на Националната опера и балет. На програма ќе се најдат дела од Дали за прв пат е ваков голем твој концерт на голема сцена? Од кога сум дипломирана, да. Мој прв солистички концерт. Ќе се најде програма на Рахманинов, на Моцарт, на Белини и на многу други познати композитори. Концертот ќе има гости: Владко Груевски тенор, Мартина Аврамовска мецо-сопран и Билјана Давевска сопран и мојот уметнички соработник Андреј Неунов пијано, кој е еден од најдобрите пијанисти во, можам да кажам, во Македонија. Колку сметаш дека поддршката помеѓу и младите, едни со други, меѓутоа и поддршката да ја добиете вие младите од повозрасните, е важна и можеби пресудна за да поидеш на вистинскиот пат во остварување на соништата кои што ги имаш како млад артист, како млад уметник? И дали генерално ја имаш поддршката тука? Поддршката тука ја имам, но има луѓе од секаков карактер. Има некои кои оставаат да видат што ќе се случи и не поделуваат никаков совет. Има некои што пред се сега, бидејќи сум јас, ете како што сите кажуваат дека сум многу млада, сите мои колеги им е чудно како јас на 23 години сум тргнала по тој пат да одам и да го направам сето тоа. Имам поддршка. Делумно имам поддршка од моите колеги повозрасни, од моите врсници исто така. Има и голема заинтересираност за концертот, да биде посетен. Одлично. Постојано си на релација Тетово-Скопје или живееш тука? Постојано сум релација Тетово-Скопје. Тетово-Скопје. Ти одзема ли тоа некогаш дополнително време, енергија, ти представува ли потешкотија во реализацијата на сите обврски, бидејќи нели сепак не е толку далеку Тетово, меѓутоа патот секојдневно си го прави своето? Не, искрено не ми представува потешкотија, бидејќи времето кое што го
ајде да кажем, го губам во патот, околу 40 на минути, гледам да го искористам максимално со слушање на опери, на светски музички, оперски пејачи, да осознавам низ светот како има, што има, каде се пее, што се пее, некои нови арии, нови дела и така. Значи ги следиш трендовите, новитетите, така? Кој ти е можеби репер, од кого учиш, од кого најмногу се огледуваш? Во Марија Калас. Да? Уште од дете. Јас уствари и така и почнав. Кога ја Со неа слушав неа, да, со нејзи растев. Кога ја слушав неа, она пееше толку многу поразлично и толку можам да кажем дека ме воодушевуваше и си реков, нели сите мали деца сакаат да пробаат нешто што ќе слушнат и слично. И јас реков, сакам да пробам, бидејќи тоа ми беше многу поразлично, нели, оперското пеење од поп музиката се сосема различна техника, различен звук, различно се. И си реков, сакам јас да пробам да видам дали можем јас ова да го направам и ете, успеав. Има некој во твоето семејство кој што се занимава со ова или ти си прва? Јас сум единствената личност во семејството која се занимава со музика. И со оперско пеење. И со оперско пеење. Покрај Марија, некој друг вака од поновото време, затоа што верувам дека нели спомени сама дека ги следиш трендовите, што нели се случува во светски рамки на тоа поле? Ана Нетребко, Ајда Гарфулина и имам еден наш оперски пејач што еве сега го освојува светот и е од помладата популација, Благој Нацовски. Благој Нацовски, да. Фантастичен, сме го имале неколку пати тука. Фантастичен тенор. Да. Може би еден ден и заеднички концерт, тој од време на време знае да ја посети Македонија, така? Да, па не знам, може би ти во Италија, затоа што ми спомена дека твоите идни планови се токму насочени кон оваа земја. Зошто Италија и што те очекува таму, односно какви се плановите за тебе? Затоа што мене ми е сон да стапнам на сцената на Миланска скала. И затоа сакам да одам, но додека стигнам до тамо, мора претходно да се тргне од некаде. Тоа е сонот за Италија, меѓутоа имаш и веќе конкретни работи кои што нели можеме барем да ги споменеме. Сепак Италија ќе биде остварена, така? Така. Што би се случувало од она што можеме да откриеме, Ивона? Можеме да откриеме, но се уште има време, дека на 23 јули 2023 година јас сум поканета во Рим да направам концерт со еден познат пианист од Рим. Тоа е веќе потврдено? Тоа е веќе потврдено. Добро, имаме време до тогаш. Предпоставам дека те очекуваат и напорни проби. Тоа е пианист од Италија? Да, од Италија. Пианист од Италија, поточно тој живее во Сицилија и како се поврзавте? Е познат преку онлайн. Преку социјални мрежи онлайн. Да, и таа позитивната страна на Да, на социјалните мрежи, додека тој беше една штука, правеше концерт, па јас бев на неговиот концерт присутна, па се запознавме, па имаше еден одреден период кај што немаше комуникација и слично, но зошто би имало. И кога јас го најавив овој концерт и он баш се јави и праша ти во Македонија ли ќе правиш концерт, јас кажав да, дали сакаш да гостуваш и во Италија, јас реков со задоволство и он се потруди да најде и термин, и време, и место. Сето тоа да се реализира. Да. Тоа е нешто што те очекува во 2023 година, меѓутоа што до крајот на годинава? Дали со овој рецитал кој што ќе го имаш во рамки на есенските музички свечености, кој што инаку е твој официјален прв солистички концерт, после концертот ќе се препуштиш на одморање, на собирање енергија за нови предизвици или веќе имаш нешто конкретно до крајот на годината? До крајот на годината планирам да се работам тековната работа во Националната опера и балет. Имам уште еден концерт на 7 декември по повод Балканска романсијада, која ќе се одржува во Македонска филхармонија и потоа се препуштам на одмор. Малку пауза. Да. Ивона, мене ми е многу драго што нашите гледачи утрово има можност да те запознаат, да те видат и одблиску, да те чујат преку она што одеше како концерт и доживеат како тоа ти го правиш и изведуваш на сцена. Ќе биде уште помоќно и многу поубаво, поавтентично, доколку на 22 дојдат во Националната опера и балет и бидат дел од твојот прв солистички концерт.
Токму така, пред се јас сакам сите да ги поканам љубителите на оперското пеење, да дојдат да го проследат тој концерт и сите заедно да уживаме. Ти благодарам многу и навистина ти посакувам успешен концерт и успешна кариера. И кога ќе бидеш таму некаде во Италија да не заборавиш. Благодарам и на вас, нема да ве заборавам, тоа сигурно.